што сме ги правиле грешките, да не ги повториме. У поиднина да бидеме подобри на нашите деца, да ги чуваме, да ги воспитаме што треба. Ние што сме го доживели ова, они да не го доживеат ова. Да стекнеме доверба и работа, да можеме да си освоиме на наша судбина, што се вика да фаниме да работиме, можам да се вработам, да си освојам едно мое семејство, да не ги правам тоа што сум го правил, да почнам сосема друг живот од почеток. Децата имаат потреба некој да им објасни кои се нивните права, да им даде глас во системот. Децата имаат потреба некој да седне до нив и да им рече важен си, важна си. Тоа е тоа што ние го правиме во рамки на проектот и повторно ќе кажам, со активностите децата се оспособуваат на некој начин да се научат, некој да им покаже како они да веруваат во самите себе, во нивниот потенцијал што го носат и во можностите што им ги дава понатака иднината. Меѓутоа, ова не е исклучиво приказна само за нас и за децата, ова е приказна која што зборува и за институциите што ги отворија своите врати, за да можеме ние да го потпомогнеме целиот систем. Ова е приказна за луѓето внатре во институциите кои што се спремни да направат промена. Тие, независно од која и да била причината, независно од нивното минато, во одреден момент направиле некаква грешка заради која што нели се нашле таму каде што се сега. И наша задача е да им помогнеме да разберат каде сгрешила, да научат друго поинакво однесување, за да не ја повторат истата грешка во иднина. Исто така наша задача е кога веќе се таму, не само да ги образуваме и да ги вклучиме во редовното образование или за да не пропуштат, туку наша задача е и да им помогнеме да постават цели во животот, да направат некаков план барем за блиската иднина и да им помогнеме да ги развијат чакорите, да знаат како се исполнуваат тие планови. Би издвоила 3 клучни вештини. Прво, да научат да се смируваат, затоа што само регулацијата е всушност основа за промена. Второ, да препознаваат и да комуницираат ненасилно. Тоа е всушност клучот за градење на врски кои што ќе ги поддржуваат наместо да ги оттурнуваат. И третото што би го издвоила е да развиваат трпение. Трпението е клучно за да можат да видат дека имаат повеќе избор. И мислам дека овие 3 основни вештини може да им послужат за да изберат по различен пат кога ќе излезат од институција. Тие активности ни помагат како да се воздржиме, да имаме трпение, како може да фаниме, да истекнеме на добра работа, да може да научиме нешто, да работиме, доверба, поверение, фокусирање на нешто, ако некој ти зборува тоа, добро ни помагат, знаат како да се испонашат и тоа е, многу подобри работи може да научиш само ако ти сакаш. Ако ти сакаш, можеш да научиш. Се до тебе зависи. Тоа е. Барнахус моделот е принцип кој што е во фокусот го зема детето жртва, го става во центарот на вниманието детето жртва, и тоа значи дека детето жртва не оди од институција во институција, не го повторува постојано стравот, траумата или било што има преживеано од насилството, од кривичното дело, туку институциите доаѓаат кај детето. Целиот систем доаѓа кај детето на едно место, на безбедно место, и тоа го прават координирано, заеднички, со фокус на достоинството на детето.
тоа е пораката, целиот модел што ја дава, дека достоинството на детето е практично над било каква процедура. Оно што проектот го овозможи е документ кој што ги даде првичните чекори, минимум чекори, што би било како олеснување што би требало да се направи за да се воспостави целиот овој Барнахус модел. Со помош на арт терапијата и работните вештини со кои што се стекнуваат, а сето тоа нели дава конечен ефект како развиени животни вештини, се овозможува, тоа е видливо во манифестираното однесување на нашите штитеници при секојдневното нивно однесување како меѓусебно, така во контактите со вработените, меѓутоа и со надворешните посетители, а особено е видливо при контактите со нивното семејство за време на реализирањето на различни видови на погодности.